Колега Димовски, мојата реплика ќе ја започнам со дел од вашата дискусија. Ќе се надоврзам. После променетото знаме, после променетото име, со неразумен акроним, после транзицијата со 600 затворени фабрики и 240.000 избркани работници од работа, после територијалната поделба, денес следи федерализација и државно урнесување. Точно, денес сме во ситуација каде што денешниве следбеници на некогашните кумови на ФИРОМ, кои што го променија и знамето, го променија и името. Денес се прави обид да се промени променетото знаме и да се промени веќе еднаш променетото име. За жал, кога ќе имаме лидер на најголема опозицијска партија, кој што е неконзистентен во своите ставови кои што се однесуваат на државните и националните интереси, кој што е безрбетен и лесно сугестибилен, тогаш секој може лесно да ги реализира своите сценарија кои што се на штета на Република Македонија. Како непатриотска партија и како непатриот, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, верувам, а и сите вие добро знаете, дека тој е многу лесно и нема да има проблематични болки при виткање на кичмата. Ќе ја свитка кичмата до тој степен до кој што ќе му каже неговиот ментор. Госпоđa Slađana, ве молам, имате реплика спрема господин Димовски, Лјупче, повелете. Така е, почитуван председавач, му се обраќам на колегата Димовски, токму реплицирам на неговата дискусија. До сега видовме дека Социјалдемократскиот сојуз гледаше фантоми во избирачкиот список. ДИК потврди дека фантоми не постојат. Видовме дека креаторите на така наречената тиранска платформа потврдија дека платформа има, додека Социјалдемократскиот сојуз тврди дека платформа нема. Што ни кажува тоа? Социјалдемократскиот сојуз го гледа тоа што не постои, а не го гледа тоа што постои. И на крај, многу пати досега го поставивме прашањето за тиранската платформа и за тоа што се Социјалдемократскиот сојуз ќе прифати и ќе смени. За жал, одговор не добивме. Почитувани колеги, Република Македонија е демократска земја и затоа секое прашање заслужува одговор. Ние не сме ниту тоталитарно, ниту недемократско општество. Искрено очекувам дека Социјалдемократскиот сојуз ќе има доблес и ќе излезе на оваа говорница да ни потврди што се ќе прифати од така наречената тиранска платформа. Благодарам.